Со процедурални забелешки и реплики, 10-то продолжение на Собраниската конститутивна седница, пратениците расправаат за точката на дневен ред за изборот на Комисијата за избори и именувања. Точка која треба да биде усвоена како предуслов, расправата да продолжи на наредната точка, односно избор на нов претседател на Законодавниот дом. СДСМ, повикувајќи се на член 78, повторно побара од претседавачот на седницата Трајко Велјановски да се премине на четвртата точка од дневниот ред, односно на изборот за претседател на Собранието. Барам врз основа на членот 78 став 2 со поддршка од 10 пратеници да биде донесена одлука со која што ќе се премине на четвртата точка од дневниот ред предлог за избор на претседател на Собранието на Република Македонија. Овде е децидно и јасно кажано во ставот 2 како тоа се прави и дека без претрес се поставува на гласање пред Македонското собрание. Од ВМРО ДПМН остануваат на нивниот став, со преминување на наредната точка би се прекршило деловничкото право, а претресот според деловникот на Собранието треба да трае додека не се исцрпи листата со пријавени пратеници за збор. Упатените зборови кон претседавачот Велјановски се класична закана. Ако не го толкувате деловникот како што му одговара на СДСМ, ќе добиете пријава од СЈО. Ако Илија Димовски збори нешто против господинот Заев, ќе се отвори предистражна постапка од СЈО против Илија Димовски. Ако Ѓорѓе Иванов не го даде мандатот на господинот Заев, СЈО ќе покрене предистражна постапка против Ѓорѓе Иванов. Ако Рангелова збори против Радмила Шеќеринска, СЈО ќе добие задача да испрати писмо и предистражна постапка против Рангелова. Петре Шилегов потенцира дека тоа не значи дека по третата точка нема да се дебатира и дека на некој пратеник му сеускратува зборот. Имате предлог согласно деловникот поднесен по член 78 поддржан од 10 пратеници, кој што вие упорно одбивате да го ставате на гласање. Се наоѓаме во една ситуација лично заради вашето одбивање и вашето неправо да толкувате деловник. Вие немате право да го толкувате деловникот во функција на претседавач на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија. Велјановски истакна дека има разлика за барањето во тек на седница и претрес по точка од дневен ред. Господине Шилегов, претседавачот било кој да е, дали сум ја или друг, не само го толку него го применува, тоа му е должност. Сега гледате колку е. Гледате неговата култура колку е. Јас цело време го сослушав. Тој на третата секунда довикава таму. Значи, тој го применува. Претседавачот што е тука, што седи на ова столче, го применува. И тоа е должност да го применува. Се што е во рамките на деловникот исправен предлог, треба да го стави на гласање, а се што е надвор од деловникот, треба да го одбие. Како што го прави. Значи, надвор од деловникот ова прашање, ве молам. Пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН е Владимир Ѓорчев посочи дека она што го предлагаат пратениците од СДСМ ниту еднаш се нема случајно во парламентот. Имаме една друга ситуација, колеги пратеници, каде што ова толкување кое што сега го има СДСМ, нас ни одговарало не 100 пати, 1000 пати изминативе 10 години. И да ги прекинеме дискусиите кои што тие ги имале, да ги скратиме точките кои што тие ги имале, да ги поминеме законите кои што сме сакале побрзо да ги поминеме, но ниту еднаш не се случило тоа затоа што тие добро знаат не е така. Тие добро знаат дека ова не е така, дека целосно не им држи објаснувањето, затоа што ако еднаш се спроведо, тогаш не знам каде ќе завршиме. Со оглед на темпото со кое се одвива дебатата во Собранието на Република Македонија, неизвестно е кога би била завршена оваа конститутивна седница.